Љубени гледачи, ви посакувам добро утро. Добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата 24 од сестрце. Денеска е среда, а велат среда е среќен ден. Па токму поради тоа, можеби, а затоа што ети летниот период е пред нас, можеби сакате да се релаксирате, да се опуштите и да бидете среќни. Дали среќата чука на нашите порти е темата на која што денеска ќе разговараме и верувам дека ќе бидеме интересни за вас и ќе го задржиме вашето внимание. Со самото тоа ќе бидете и вие дел од нашата емисија, па во втората половина веднаш по рекламите ќе се вклучите со некое прашање. На оваа тема претпоставувам дека веќе знаете, разговараме со доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог. Зоран, добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов. Среда, среќен ден, убав ден. Ние со позитивна енергија го започнуваме ова утро и верувам дека самото тоа ќе допринесе да бидеме посреќни и попозитивни. Само со самото тоа и пооптимистични, а таа енергија да ја пренесеме нели и на нашите гледачи. Ова е последна емисија за оваа сезона во рамки на емисијата 24 од сестрце, но во текот на летото секако дека ќе бидат во можност гледачите да погледнат дел од нашите заеднички теми, но денеска ете да позборуваме за среќата и за тоа дали таа чука на нашите порти и како можеме да дознаеме дали е пред портите па да ја отвориме вратата. Па видите, секој човек размислува дали среќата е присутна на неговиот живот, колку е среќен, што се случува, дали можеби го одминала среќата и така натака. Но понекогаш се претерува со барањето на врвна совршена среќа, бидејќи тоа навистина не постои и не може во секој миг и во се да бидеме најсреќни. Значи тешко е тоа, да не спомнуваме и личности кои што сметаме дека имаат многу пари, многу висок статус и на основа на тоа дека се среќни. Не се ни тие најстрекни, бидејќи па некои други проблеми имаат. Така што и овој човек кој што можеби наведум најмногу се бори ни животот, има најголеми потешкоти и тој во некои мигови е посреќен од најбогатиот. Затоа и се смета дека, нели, здравиот питач е посреќен од болниот крал. Но тоа не значи да се задоволиме само со среќата во здравието, иако таа е клучна и најзначајна. Треба да направиме нешто повеќе. Сега, што е тоа што луѓето ги изместува и ги прави несреќни? Можеби заради тоа што проживеале некои тешки животни искуства и премногу се залепиле за црното, за неубавото, за тоа што им се случило. Не го гледаат тоа пред себе си, не го гледаат тоа што можеби ќе следи далеку пред нив. Затоа што не размислуваат за оптимизмот, за перспективата, туку се премногу фокусирани на неубавите работи. И автоматски тие ги детерминираат и ги прават несреќни. Првата асоциација: навлези, разреши, соочи се, преиспитај, ослободи се и продолжи напред. Не можеме секојаш да се вратиме назад, се да рачистиме и да бидеме најсовршени во дејствувањето, бидејќи таков е животот. Некојаш мора да го сватиме и црното, и песимистичкото. Мора да поминеме низ болките, страдањето. Може и тоа е една животна лекција која што ќе ни помогне утре да цениме среќата кога ќе дојде најубавото чувство. Значи првиот аспект, премногу оптоварени со минатото, нешто не затрупало, нешто ни се случило и ние живееме со тоа чувство од минатото, со тој фокус. Второто прашање, а тоа може да биде и прво, е неправдата. Многу луѓе наистина трпат неправди и мислат дека се обесправени за многу нешто. Се замислете, деца да би се школуваат, да се со висока интелектуалност, да имаат капацитет, да може да придонесат, а да не може да се вработат. Замислете, се давате кон партнерот, целосно се жртвувате, му се посветувате, гледате да напредува, тој напредува, вас утре, што се вели, ве деградира или ве остава за некоја си личност која што има квази вредности. Замислете во пријателството каде некого потикнувате, му наоѓате време, со него комуницирате, постојано сакате да му помагате кога е во критична ситуација, тој испливува, утре вас не ве познава. Замислете во родбинските односи, замислете во секојдневието на комуникацијата. Значи, луѓето трпат неправди, трпат и општествени неправди, кога гледаат дека нема перспектива, нема просперитет. Некој со квази вредности или со полувредности просперира, се снаоѓа, завзема функции, завзема позиции, а овие вредниве никаде ги нема. И затоа луѓето се премногу оптоварени со неправдите. И тие длабоко ги погаѓаат во срцето. И сега тука нема волшебни зборови како да им се помогне, но главната ситуација е како човекот да се детоксицира, да се ослободи. Затоа што мора да прифатиме овој свет на неправда. Во голема рамка неправдите преовладувале. Многу ретко правдата ни ја гледаме. Дури таа космичка правда може би да не ќе стигне. Тоа се вели законот на кармата.
Како што правиш, така ќе ти биде правено. Можеби некој кој што напакостува, еден ден ќе се соочи со законот на кармата. Исто така ќе има некои страдања, болки, тешкоти, или он или неговите поколенија. Но моментално самиот човек не може да најде олеснување. Вели, гледај што ми се случува, никако да се пробијам, никако да најдам вистинска личност во љубовта. Постојано се трудам, не ми се отвора за работата, не можам да направам доволно финансиски средства, не сум исполнет, не сум среќен, не сум задоволен, бидејќи некои нешта околу мене ми создадоа неправда, ме оставија на маргините. Ние да земеме од 90-тите години, од текот на таа приватизација, транзиција, па ние тука ќе најдеме милион аномалии од аспект на луѓето и нивните акции, од аспект на нивните работни места, од аспект на нивното истерување од работните места, оставање на улицата, па многу милија морале да се борат, па нивните деца од старт имала потешка позиција. Значи тоа е една неправда и затоа луѓето живеат со горчина. Велат што ми се случи, што ми направија, гледајќи сега овие поранешни, да не речем комунисти, сега станаа капиталисти, само се преоблекоа, направија огромен капитал, не водат сметка за мене, не водат сметка за нашите, не водат сметка за општеството. Значи, секако ние имаме причинители и ситуации кои ќе ги обвиниме за нашата состојба. Дали е општеството, дали се блиските, дали се родителите, дали можеби некоја наша погрешна одлука во однос на некоја личност. Имаме ние причинители или имаме фактори кои се виновни за нашата несреќа. Но дали ние со тоа ќе просперираме? Дали ќе не биде подобро? Дали ќе најдеме визија во животот ако обвинуваме, останеме на тоа ниво на неправда и се закотвиме со чувството дека нема каде, дека е тако животот, дека треба да се предадеш, треба да живееш у меланхолија, депресија и ништо нема повеќе. среќа, некој друг ја има секогаш повеќе кога гледаме, но среќата е различна за различни луѓе. Не она што нас не прави среќни, ги прави среќни и останатите околу нас. Токму поради тоа можеме да кажеме дека не треба да се гледа колку другиот е среќен, туку да се пронајде среќата во она што вас треба да ве направи среќни. Така е. Па секако мора да се побара, затоа го асоцираме во оптимистички пристап, затоа што реално нештата се такви какви што се, неправдите доминираат. Да не се лажеме, не живееме во општество во кое се максимално присутни неправдите. Тука само 5 емисии ни треба да ги прикажеме неправдите каде обичниот човек страдал. Не сакам да кажам малиот обичен, бидејќи по која основа па некој си што држи функција големиот. Тој е можеби голем во функција, во статуса, е многу низок во душа, во емоција, во интелект можеби. Значи секој си има своја вредност, свој капацитет, свој придонес. И токму тој придонес, таа вредност треба да ги експонира. Не смее да се предава, не смее да биде малодушен, не смее да рече останав на маргините, останав во несреќата. Баре решенија, баре ја среќата, можеби е морал од среќата. Ние тотално деградиравме. Можеби добриот збор, можеби позитивната енергија, можеби помошта за најблиските, можеби некои од нашите најблиски па ќе напредува, па ќе ни создаде среќа. Можеби чувството дека сепак си достоинствен човек, не си, што се вели, игран за разни безвредни нешта. И тоа е една голема среќа, да остане човек во денешен свет. Но знаете сега, тие нешта се така на хартија. Во секојдневието луѓето се обременети на екзистенцијален план, или немаат финансиски средства, или гледате тешко оти во работата, премногу се мачат, и не гледаат перспектива за децата или тешко ја наоѓаат. Потоа замислете да нема стамбен простор, замислете ги осамените кои немаат соодветен партнер, замислете го чувството дека болеста може да те загрози на секој чекор да стигне. И како да биде среќен кој ги гледаш овие аномалии и закани? Но зашто па да мислиш дека некој кој што ги има парите, го има капиталот, го има статусот, го има позицијата, дека е посреќен од тебе? Еве, гледаме ние се и примери на возбудени, унесреќени личности кои што живеат во страв и во неизвестно што ќе се случи. А замислете го мирниот сон, убавото чувство, кога наутро ќе се пробудиш, кога имаш пред тебе цел, каде што имаш мали, обични нешта кои те чекаат да ги исполниш. Апропо некој со високите големи цели, да направи милиарда, да создаде огромен капитал, да има 123 стана, да не знам колку компании уништи, приграби, за поседне. Сме ги гледали филмовите, Wall Street филмот, каде што глумеше Майкл Даглас, најдобар пример е. За човек возбуден, преопседнат само со капиталот, со парите. И ништо не го интересира, ни емоционално, ни чувство да придонесе, туку воден е од предметот. И автоматски самиот се предметнува, затоа што неговата душа не вибрира, не зрачи. И затоа се гледате на овој другиот човек, му останува она кое што многу повеќе може го поседува, тоа е душата, убавото чувство, естетиката. И сега замислете, дали мене предметот ќе ме направи повеќе среќен? Може ќе ме направи моментално, и тоа е докажано. Еден млад човек, таму му купиле Ферари и вели, добар е Ферарито, ама еве сега не ме толку задоволува, земал го искршил. Го снимале со камера, како ги крши Ферарите, очекувајќи секојаш наново татко му да му купи некој поскап и побрз.
и поефикасен. Бидејќи тоа го задоволило, го исполнило, на крај веќе нема интересно. Апропо техничката ориентација, мобилните телефони, што поскап, што брендиран, што не знам како, се низ призма на предметно, затоа што празнината во душата, немајќи го внатрешното духовно богатство, прави ние да се задоволиме со предметни нешта. И сега од таа гледна точка, ако ти останеш празен и несреќен длабоко у себе, предметното само моментално ќе те задоволи. И затоа ги знаеме оние шопинг, нели, филозофии. Отидеш, кога си најнесреќен, најмалку исполнет, отидеш, пазаруваш, купуваш, беснееш и не знам колку чевли тоа го има кај некој. Тој Холифилд, на пример, имаше 26 бањи. Некој пак ги има бањите позлатено, некој има ергеле од автомобили, некој во не знам што иде се фокусира, се опредметнува, бидејќи вамо од другата страна, срцето му е слабо, што се вели не функционира, не дава љубов, нема исполнетост, не знае да ги види убавите радости еве во утринското ритуално пиење чај или кафе. Него гледа во блискоста со другите, реално да ги цени или да го почитуваат, а не низ позиција на моќ. И затоа тие таквите страдаат самите во себе си, бидејќи имаат потреба да бидат моќни. По секоја цена да имаат поданици или полтрони. Ценат да бидат се побогати, да компензираат што внатрешно духовно се сиромашни. Ценат да од другата страна се истакнат во општеството, да бидат луѓето на позицијата на вредноста, бидејќи длабоко себе си имаат комплекс на пониска вредност. А гледате другата страна. Другата страна, посмирен живот, похармонизиран, си задоволен со тоа што го имаш, гледаш да биде и подобро, битен ти односот со другите, да владее позитивната вибрација, здравствено да си добар, да немаш некои притисоци, да живееш во една известна ситуација, а не во неизвестна. Затоа многуте пари те прават и во неизвестна ситуација, зашто има многу кои што сакаат да ти го земат богатството, сакаат да ти напакостат и ред други нешта. Значи, не е филозофијата на трупајки парите. Еве ја често го кажувам и оној наркобос Пабло Ескобар од Колумбија. Или не само тоа, еве се некои други што ги фатија во Мексико, вамо во Италија, Тото Рейна и другите. Значи, каков е тој живот, само се крие, само внимава да не случајно утре овие кои што се некорумпирани го зафатат и утре го казнат, го стават во затворот. И тој Пабло Ескобар со најголема моќ финансиска, со што ти не инволвирано во политиката на Колумбија, не само политиката, на крај заврши како куче истепан на улиците. Зашто? Бидејќи законот на кармата вели, ако си горе, и ако не знаеш да го цениш тоа што судбината ти го дала, додека си горе, утре неизбежно ќе паднеш доле. Бидејќи у животот се врти. Дали ти, дали твоите поколенија, дали твојата псика, дали лошо ќе ти заврши животот, дали ќе останеш со тој трепет, со мачнина дека си несреќен, неисполнет. Бидејќи мораме да ги следиме и тие законитости што се вели на космолошката поставеност. А таа асоцира. Секој човек има шанса. Секој човек мора да се бори да ги искористи неговите 5 минути. Многумина имале капацитет, имале богатство, имале можности, иделе напред, им се отварале работите, што во љубовта, што во поглед на материјалното, што во кариерата. Не ги искористиле шансите или кога веќе биле на врвот, не внимавале на тоа дека може да паднат од врвот. И беснееле, не биле активирани. Од другата страна, овој малиот доле, што се бори, тој се стега, се реорганизира. Него тоа му останува, нема кој да му помогне. И да си член на политичка партија нема ти помогнат, ако си премногу доле. Треба да си до тоа кремот, така наречен. Па ти да ти сфорсира, значи тој мора самиот да се сфорсира. На основа на што? На учење, на борба, на иницијативност, на практично действие и на чувство на градење на волјата и карактерот. Колкумина го имаат карактерот у денешно време. И дали немањето карактер е една среќа или несреќа. Нема карактер, подводена се исте што, лабилен, го играат разноразни ситуации. Страстите доволно да го играат, ќе пропадне. Ниските страсти. Доволно алчноста да го игра, ќе пропадне, нели? Коцката, комарот, потребата да го победиш апаратот. Доволно алкохолизмот да го завладее, ќе пропадне. Нема карактер, нема волја. Доволно е некој да го завладее што е близок до него, кој му дава привилегии, но го владее на секаков начин, со тоа што сакаво и да му слугува, да му подпишува. Каде е слободата на личноста? Каде е среќата, кога не може мирно да спие? Каде е утре, да не речам, и космичкиот закон, кој што асоцира секое зло се враќа со зло, секое добро ќе донесе добро. Значи, ние луѓето не ја гледаме среќата во доброто, за жал. Ние гледаме да се прошверцуваме, да направиме, да создадеме, па утре ќе сме се снаште. Па еве ќе дојдат примери кајде за неколку месеци, може и повеќе. Па ќе видиме некои шверцувани како може да настрадаат. И на крај да треба да ги научиме дека не требало така да се действува, дека злото никогаш не е опција, дека секојаш доброто е тоа кој што ти дава шанса. И во тој случај Сања сакам да асоцирам дека среќата е субјективно чувство. Најглавната среќа по мене е смирен живот.
хармонизиран, балансиран од се по нешто. Здравствено да немаш некои товари, а не може да биде совршено, да бидеш творечки активен, да има некоја работа што те исполнува, да има љубов, да имаш љубов кон нештата. Не е секојаш љубов кон одредена личност, а тоа е најпрекрасно. Затоа што кога давам љубов, очекувам да ми се возврати и сум во една посебна состојба. Но љубов да создаваш, да твориш, да имаш мир, да имаш една видна позитивна вибрација. Дали тоа е возможно во наше денешно живење, не се знае. Бидејќи надворешните фактори се премногу мокни. Знаете, кога индивидуалитетот владае, кога јас како личност ја кријам мојата судбина, јас сум тој кој што го прави потезот на основа на моите вредности, мене ми е полесно да најдам среќата. Затоа гледате, една Скандинавија не е гаранција дека се посрекни, бидејќи им не достига сонцето. Но другата страна, добрата социјална заштита, работните места, перспективите, безбедноста, чувството на правна држава, нив ги прави посрекни. Нема што да стравуваат. Ама ај одете живеете онаму еве во Сирија или било каде, кај што имате безбедносни закани. Живеете во една ваква држава кај што на екзистенцијално финансиско поле ништо не ви е сигурно. Живеете некаде каде што владе тотална анархија од аспект на правна држава. Како вие ќе бидете среќни? Вие мора да стрепите. Вас утре да отворите една компанија па ќе стравувате што ќе ви се случи, кога ќе ви дојдат, дали реално ќе се однесуваат, нели, административците и таму. Едноставно, надворешниот фактор, за жал, е предоминантен во едни вакви обкружувања. А овие обкружувања, мислам, на Балканскиот полуостров, на балканските држави. Затоа и делумно се тие виновни, зашто не градат систем, зашто не одат кон правдата, затоа што не вложуваат во вистинските вредности. Туку одат од денес за утре. Па утре ќе ги прекрпиме нештата. И секој човек како поединец, ако така прави во животот, се доведува во закана, зашто судбината е непредвидлива. Среќата знае да ичезне, некогаш ја нема, мора долго да ја чекаме. Но онаа миговна среќа, секојдневна, надополнувачката мора да најдеме. Затоа тука само ќе кажам на кратко два аспекти околу среќата. Една е конкретна суштинска. Среќа во еден поглобален аспект, а тоа е да ми се отвори во љубовта, да најдам работно место што ме исполнува, финансиски да напредувам, да се чувствам добро со себе си. Тоа е една, што се вели, суштинска среќа, која ретко надоаѓа и за која мора понекогаш многу да се потрудиме. Зашто не можеш да налеташ на вистинскиот партнер туку така. Ти треба малку и среќа, ти треба, што се вели, инфраструктура. Сега да не анализирам што е тоа. Вториот аспект е миговна среќа. Секој ден е сега среќа. Ние си правиме разговор, убав, релаксирачки, позитивен, си пренесуваме мисла, нашите почитувани гледачи не слушаат, опиваат една позитивна вибрација, тие велат, чекај, убаво е фино да се сослуша, па нешто ќе не потикне, еве ни среќа. Ќе си го испијат кафето, ќе си се прошетаат, малку ќе си видат низ прозорот, сончева енергија, малку со блиските и една убава среќа што ќе ги крепи неколку часа. Онаа суштинска среќа треба да ја создаваме и за неа треба да се потрудиме и да не очекуваме дека лесно ќе дојде, но мора да дојде, затоа што малите непрекинати мигови на среќа на крајот ќе направат суштинската среќа. Ние века ќе направиме една кратка пауза и секако ќе ги поканиме гледачите кои што не следат и ова утро во следниот дел од емисијата, секако до крајот на 24 од сезарот, телефонските линии ќе бидат отворени, па можете да ни се јавите, да ни поставите некое прашање поврзано со денешната тема, а секако зборуваме за тоа дали среќата чука на нашите порти. Направивме кратка пауза, се враќаме, продолжуваме со денешната тема. Телефонските линии се отворени, па секако дека и вас ве очекуваме. Зора, ние продолжуваме понатаму, зборуваме за среќата. Нешто што многу луѓе знаат да ги направи среќни е читањето на книгите. Колку читањето на книгите може да не оттргне од секојдневните проблеми, да не направи во тој момент да се чувствуваме среќни и да градиме среќна иднина читајки. Посебно книгите што ќе ви отварат една нова димензија, ќе ве поттикнат и ќе ви кажат дека некаде сте на вистинскиот пат. Или ќе ве мотивираат и ви дадат надеж. Затоа што и надеж е еден вид на среќа. Знаете, на нашиве луѓе овде им треба еден вид на подадена рака, еден вид на самопомош, на поттик, како самите да станат среќни. Затоа што гледате, колективистички гледано, се нема намера да се луѓето направат среќни. Еве, например, што е повеќе среќа? Да лепиме билборди, да пуштаме разни реклами, као биди среќен или суштински да работиш, луѓето да бидат среќни. Значи, суштински, емисијата е многу подобар поттик да ги направиме среќни. Некои дебати, нешто што нив ќе им го направи животот поисполнет.
Овој вамо што нема водовод, канализација, него не му треба билборд и реклама, му треба вистински решавање на проблемите. Овие невработениве не му треба да го тапша да речат браво, размислувај позитивно, туку да му се отвори работно место, да утре човекот функционира, да стане независен, да биде само свој. Значи, ние станавме себични и егоистични. Мојата среќа, јас сега да, например, пласирам нешто што сметам дека е добро, а всушност е штетно. И тоа што е добро за мене или за мојот джеб, ама не е добро за заедницата, за колективот. И секогаш ние го ставаме нашето пред заедничкото. А мојата должност е јас да придонесам за заедничкото, за колективното. Затоа сум платен, затоа треба да размислам, затоа треба да придонесам. И затоа егоизмот е општо присутен дури во семејни рамки. Значи си гледа едниот кон себе си влече, не води сметка ни за семејство ни за деца, си ги гледа своите страсти да си ги изреализира. Колку родители или некои, еве мажи да речем, коцката му е побитна. Читањето по улиците што се вели, идење натаму наваму, не семејството да го крепи. И сега мора да го победи алкохолизмот, мора да го победи комарот, или мора да победи, што се вели, таа хазардерска ориентација, мора да победи. Среќата е да направиш напредок за твоите блиски. Колкумина ги расфрлиле парите, ги распотрошиле, не воделе сметка за нивните поколинја, за нивните деца, каква стартна позиција ќе имаат. Видите, живеат во нагонот, живеат во потребата само јас, во егото. И во тој случај човекот е во закана, веќе не знае од другиот што да очекува. Дали тој размислува за една заедничка среќа? Но гледате, тоа е еден вид на симбиоза, на поврзаност со другите. И затоа најголемата среќа, убедливо, покрај личната среќа, асоциација на дух и на здравје, е здраво семејство. Втората среќа е здраво општество. Но здраво општество е дискутабилно каде ние ќе го најдеме и во некои така наречено и високодемократски општества не е најприсутна врвната среќа или врвните показатели дека ќе имаме исполнет живот. Дискутабилно, но стартно имаме подобра позиција. И јас како автор на овие книги секако имам многу подобра позиција онамо кај што има поголема читателска публика. Но асоциацијата само здраво семејство, само поврзаност помеѓу блиските, само на дополнување, хармонизација може да не направат среќни, затоа што имаме со кого? Имаме да градиме една здрава клетка. Да се задржиме на единката, тука е книгата Астролошки патокас во кој што можеме да прочитаме многу за хороскопските знаци, за тоа што е дадено како на некои луѓе да бидат среќни, што некои луѓе ги прави да бидат среќни, секако дека тука се партнерските односи, сето она што гледачите ги интересира, значи може да најдат во Астролошки патокас, но мене ме интересира, верувам и гледачите кои што денеска гледат емисијата, дали важи правилото роден по среќна звезда? Па искрено ви кажам, некако како да е така. Тоа еве го дискутирам и тоа го пишувам, имам една цела книга напишана за судбината и таа ја имам одбраната теза на филозофскиот факултет. Значи, колку е мок на судбината и дали превладува слободата на волјата. Таа книга е Судбината и етиката. Искрено на некои луѓе како да имаат среќна звезда и знаете и сега некој среќата бара во странство. И тоа странство за секако не е среќа. Некој кој што го има Јупитер у тоа поле на странство, лесно му се отвара, дојде до работни места, некој што има Венера може дојде до љубов, до исполнување, некој што го има Сонцето може дојде до статус. Значи, многу е битно во тоа поле на странство каква планета ни се наоѓа. А тоа е нели предопределено и самото раѓање. Второто е колку човекот придонесува, колку е активен тоа да го искористи. Но дефинитивно некој како да имаат среќа. Им се отвараат нештата. Еве најголемиот проблем кај нас е не се ценат вредностите. Не можеш ти на основа на твојот личен кредибилитет и висока харизма и висок потенцијал да се надеваш на отварање на перспективите. Зашто општеството не ти ги забележува, гледа просечноста да просперира или по она што се вели оној подредениот, оној кој што ти е на услуга, а не оној кој што е вреден што ќе придонесе малку пошироко. Во тој случај таа среќа веќе не игра улога, среќа на лична вредност. Туку игра улога, веројатно, среќа која добивам од некои аспекти, кои ми се отвараат и јас лесно се просперирам. Полесен го прават патот. Па полесен и еве ние гледаме многу луѓе и на високи функции и задржуваат некои позиции, ама сега со кој капацитет? Мислам, тоа е јасно, е математички проверливо, со факти, со докази. Нема, се гледа тенка е работата, нема квалитет, нема капацитет, затоа се иде надоле и надоле. Но е тоа само кај нас, цел Балкан е таков. Значи, испадна некоја среќа од звездите или некои поволности или добро пливање уматното или приспособување или немање карактер па идење таму кај што ќе ти речат и ќе ти наредат и утре ти се искачуваш. А не личниот квалитет, не карактерот, не волјата, не интелектуалноста, не капацитетот. Значи тоа е навидум така, но сепак некои луѓе со лична вредност,
со висока талентираност, со волја, со дух, мора да излезат на површина. Јас тука нив пак ќе ги обвинам. Зашто? Не достига решителност. Не се доволно храбри. Не сакаат да излезат на пазарот. Еве, знаете вие за Коко Шанел, можеше да се откаже да работи за други, да никако да не просперира, она нели моделираше една шапка, ја пластираше малку и смеваа, но таа ја проби. После стана врвна модна креаторка. А од каде произлезе, со какви маки се соочуваше? Не само таа, не само модните креатори, земете и некои актери. Силвестар Сталоне имал големи проблеми да се наметне во филмската индустрија, но напишал сценарио за Роки, го пласирал, му дале $70,000, дај ни го сценариото, еве ти ги парите, ќе се спасиш од малку од сиромаштија, ќе имаш што да јадеш. Он вели не, сакам повеќе, еве ти $300,000, не го дава, вели сакам јас да глумам. Он глуми во филмот, еден од најгледаните, кандидат за Оскар, автоматски Сталоне се пробива и испадна дека неговата волја, неговата храброст, неговата самодоверба, неговото влужување у себе го истакна. А вака наведом ќе речеш како Сталоне е дискутабилен со какви актерски способности се карактеризира. Значи дека не треба да чекаме да тропне на нашата порта, треба ние да ја побараме. Па видете се, еве Сталоне можел да рече доволно ми се тие пари, доволно ми е тоа, ама он рекол, ова ми е единствената шанса во животот, морам да искористам. Тоа треба нашите почитувани гледачи. Која е мојата вистинска шанса? Може би единствена шанса. Дај да тропнам, дај да отидам на интервју, дај да аплицирам, дај да патувам, дај да со таа личност да излезам, да видам може ми одговара. Дај да се обидам. Среќата чека зад портата, но главната ситуација мораш да чукнеш да ти ја отвори вратата. Ние само стоиме пред вратата и чекаме нешто да ни падне, некој да не спасел, некој да дошол од страна, да ни го покажал патот. Каде тоа? Колку мина тоа го имаат? Некој го има, мораш да имаш лична иницијатива. Дури многумина кои се родиле од најбогатите семејства. Не е гаранција дека ќе имаат вечната среќа. Бе него принцот Шарлс се мачеше. Вие замислете, нели, принцесата Диана, прекрасна жена, од добро семејство, култивирана, со емоционална подлога, а тој да ти одел со Камила. Тој гледал некоја друга среќа, ова не го задоволува. И дури престолот горе-доле да го загуби во име на некоја си таква љубов. Значи е дискутабилно дали високиот статус, кралското семејство, отворените порти вечно ќе ги задржиш како отворени. Нешто ќе ти се измеша. И Грейс Кели нели отиде за принцот Рение во Монако, но на крај настрада од сообраќајна незгода. Незините ќерки лутаа во љубовта, не беа средени. Значи, не е стартот на животот гаранција за врвната среќа. Дури многу потешко се пробива со полесен старт во животот, затоа што некој се навикнал, мисли лесно, мисли вечно ќе оди во ниски страсти, оди во алкохолизам, оди во наркоманија, оди во тоа што се му е принесено. И апропо тоа ние ги знаеме големите музичари, големите актери кои што имале многу лесно отварање на животот. Се им оди како што треба. Него Джим Морисон колку настрада на 27 години. Што му се случи? Да не зборувам Джими Хендрикс, Дженис Джоплин и ред други врвни музичари. Зашто? Затоа што препотрошен живот, пребрз, со силно темпо. Курт Кобейн, гледате како настрада. Еден Хемингвеј, кој што имаше разни несреќи, тој 2 пати од авион има паѓано. Беше во таа Втора светска војна. Имал други несреќи, но на крај не можеше да издржи со себе си. Си го одзема животот, бидејќи внатрешен немир, дисхармонитет. И гледате, среќата не е да биде наградан со Нобелова награда за книжевност, среќата не е да бидеш славен писател, среќата не е да он имал неколку жени, 5-6 жени имал може. Не е среќата во случајов да бидеш признат во светот, среќата е да го имаш мирот, хармонитетот. Не ми вреди мене што и да ми дадат, ако јас сум изгубен и не знам да си ја истерам функцијата, не знам да уживам малите обични радости, постојано сум под стрес, под пресија, под тензија. Но ова не е олеснување за обичните луѓе. Зашто и тие се под пресија, под стрес, по изместување. Значи гледате како стана животот. Зашто? Мора да обезбедат финансиски средства. Ај видете ви ова денешно време, обезбедете да ги туку така. Треба труд, треба работа, треба некој ќе те експлоатира. Но гледате се колку е дискутабилна среќата. Некој нема работа, дури е среќен да добие работно место за 200 до 250 евра. Некој кој што нема, што се вели, кров на главата, среќен е во 35-40 квадрати да се смести, да живее малку, да биде побезбеден. Некој што бил нон-стоп осамен, среќен е да налета на некоја личност која пак малку е тешка, комплицирана, депресивна, ама е до него, веќе не е осамен. Значи дискутабилна е среќата. Имаме ние гледач на линија, да чуеме што гледачот кој што ни се јавува сака да постави за прашање. Добро утро. Добро утро. На кој начин вие сакате да бидете дел од нашата емисија? Имате некое прашање за мојот денешен гостин? Да, би сакала да прашам гостинот. Повелете. Ме интересира зошто луѓето секогаш се себични, завидливи на
туѓата среќа. Зошто материјалното го стават пред духовното. Ви благодарам за јавувањето. Да, тој синдром е присутен кај нас во Македонија и затоа се вели најнапаѓан, најдеградиран е оној кој што најмногу ја зборува вистината. За жал. Луѓето изгледа живеат во црнило, во депресија, во немир. Ја видат нешто светло, нешто позитивно, нешто духовно, сакаат да го атакуваат. И тоа гледате и низ историјата се покажа. Еден спасител Исус Христос па немаше убави моменти. Имаше толпа тамо кои што го одбра разбойникот Варава. И сега ако дојде ситуација на вистина да се појават најголемите духовници, моралисти, етичари, можеби па некој разбойник ќе биде пред овие моралистиве, духовнициве, светите луѓе. Таква е нивото на свеста, за жал. Мнозинството работи низ призма на егото, низ призмата само јас и никој друг. И така затоа светот отиде сега ерата на алчноста. Вие гледате златното теле доминира. Не ти гледа он тебе каква ти е перспективата. Не ти гледа што е со здравството, што со образованието, што е со не знам што. Тој ти гледа зданија разни, ти пласира, ти манипулира и ти извлекува средства. Зашто? Затоа што нема чувство за општо добро. Но ова пак ќе кажам, не е од вчера, ова се провлекува кај нас минун 25 години. Едноставно, ние тука се загубивме. Не работиме за нашата клетка. Не работиме сите заедно да напредуваме, да се создаде една добра потпора, добра основа. Да утре и младите и сите оние имаат надеж, имаат визија, имаат доверба. Ја изгубивме довербата, ја нема солидарноста, го нема придонесот за општото добро, ја немаме позитивната вибрација, имаме што? Завидливост, напад на другиот, зашто тој, а не јас, дај нека му умре козата на комшијата или нека не му умре да му ја земам јас сега, да биде моја. На крајот од емисијата сме, би сакала за самиот крај, доколку е можно, да поразговараме за астролошките знаци. На кој ова лето, ете пред нас е летото, верувам многумина ќе размислуваат за иднината, за среќата, за што понатаму им се наклонети звездите и кој е тој астролошки знак, односно кои се тие астролошки знаци на кој ќе им се насмевне во иднина среќата. Видете, секој зодијачки знак мора да си ја бара среќата и си има основа да биде среќен. Да речеме, кај девица е логика, рацио, перфекционизам. Имаме гледач на линија, ќе го одговориме ова моје прашање, но претходно да чуеме кој ни се јавува. Добро утро. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам да ја прашам докторот за некоја работа. Повелете, ве слушаме. Добро утро. Да, во програма сте. Денеска ми е роден ден. Нека ви е среќен роден денот. Моја среќа да ве добием во телевизорот. Сакам да го прашам докторот како тоа со некои нервози, со некоја љубовта што мажот ја вара жената. Како тоа може да успеам јас да не се нервирам? Добро. Ви благодариме за јавувањето, ви посакуваме овој ден да ви донесе многу среќа. Видете, значи некојаш луѓето се ставени во една таква ситуација да трпат атаци од страна на другите. Значи, ние не можеме да ги контролираме другите, а некојаш ни своите емоции. Некојаш и самите реагираме во бес, во афект и така натака. Камоли другиот да го контролираш и да знаеш дали тој се однесува морално, етички и доблесно. Значи, тоа ги погодува луѓето, затоа реков, најстрашни се неправдите. Тие ги изместуваат. Јас за она горе-доле што знам дека е така, дека се тие такви, не очекувам и многу што и по-смирен сум. Знам со кого си имам работа. Но од луѓето, од кои најмалку очекувам, тие да ми создадат неправда, а за нив да си вложил, тоа длабоко изместо и остава емоционална болка. Во тој случај е и ова ситуација на неверство. Значи, ние немаме друго решение. Првото е да прифатиме и второто да напуштиме. Но како да напуштиме ако имаме екзистенцијални проблеми? Како ако имаме семејство деца? Каква ќе биде перспективата за децата? Ако немаме соодветни финансии, ако едноставно не сме доволно силни и храбри тоа да го направиме. Во тој случај мора да простиме или мора да почнеме да работиме на детоксицирање, на прифаќање. Две прашања повтора има. Првото, тој да свати колкава е нашата жртва и колку ние семејствата го ставаме во преден план, на ова не гарантирам. Тие што се навикнале, што се вели на медот, вечно ќе сакаат да го консумираат медот. Не им работи свеста дека некој друг страда, тој си го гледа своето задоволство. И второто е да свати само кога ќе падне, кој ќе почувствува лично болка. Кога таа некоја ќе го напушти или кога нешто ќе изгуби, кога едноставно ќе нема каде и ќе мора да се приклони. Ние не треба да се подпираме ни на едното и на другото. Зашто прво и може никогаш да не свати, а второто е од другата страна дека ние си имаме работа со личност која не заслужува и за која премногу емоции трошиме, кои што тој не сака да ги согледа.
Затоа ние се концентрираме кон себе, кон вредностите кои ги имаме пред себе. Дали се вредностите децата? Децата ќе се концентрираме. Тие додат напред, ја правиме жртвата за нивниот просперитет. Дали се концентрираме кон себе, кон својот ритуал, барањето шанса да бидам среќен во тие мигови? Тоа ќе го направам. Дали е нешто во работата, правам фокус да напредувам? Тоа ќе го направам. Зашто? Затоа што не можам да го напуштам, а морам да го прифатам. Но го прифаќам со дистанца од мојата психа, од мојот ореол. Бидејќи најлошо е ние да се преокупираме што другиот прави, колку сваќа, колку вложува нас, колку придонесува. Значи најстрашно е, затоа што ќе се изместуваме, ќе гледаме неправда и дека тој многу малку тоа го прави. Туку е свртен на некоја друга страна. Но гледајте се целта е ќе ви кажам, на кратко. Значи Бил Клинтон е бил голем изневерувач. Оваа Хилари Клинтон го фаќала и меѓу другото му дирала и шамари. Што тоа предизвикувало? Прво, својата агресивност ја концентрирала кон него. На тој начин сакала и него да му создаде болка, а овој не можел со страстите да се избори, премногу силни, на основа на тоа тој кон тоа забране овоши. Но, таа нашла цел да се пробие у кариерата, цел да стане мојкна, цел да се истакне и преку ова што и го нуди мажот. Во случајот мажот и носел популарност и носел политичка подлога. Таа нашла целта самата да просперира. Сега парафраза во контекст на нашата почитувана гледачка. Она да најде цел или нешто добро што произлега од мажот. Носи финансиски средства, придонесува за семејството, дава тука шанса за децата, искористи го тоа. Нешто друго има добро од негова страна, најди го тоа. Ако нема ништо добро, немој да бидеш мазохиста, барај некоја ситуација да се излечеш. Иако пак ќе речам, имаме две излекувања. Едното е со телото, а второто е со духот. Со телото излекувањето да напуштиш да се откажеш од тие ситуации да го почнеш новиот живот колку и да биде тежок, и второто се откаже со духот. Не се фокусираш, не се преокупираш, гледаш што повеќе да работиш на себе, емоциите да не те зафатат и духовно да се прочистиш. На тој начин ќе имаш шанса малку од малку да го средиш животот. Јас секојаш сум повеќе прво со духовно да се обидеме, да се прочистиме, да се ослободиме, затоа што утре и да се откачиме телесно, барем духот ќе ни биде здрав и ќе ни даде шанса. Ако духот ни заболе или психата, тогаш немаме никакви шанси. И сега накратко во две реченици за астролошките знаци, кои се само да ги наведеме тие на кои што среќата им се смее во периодот кој е пред нас. Па на лавот ќе му се смее, на бикот, на стрелецот и на јарецот убави шанси. Давано на сите зодијачки знаци, затоа сања нека ги читаат овие книги, ги има во Струмица, во Охрид, во Штип, во Битола, ги има во Табернакол, во Култура, во Топер. Нека ги читаат. Има и за зодијачките знаци, има за овие позитивни мисли, секој ќе напредува ако почне да ја бара миговната среќа, надополнета со убави, радосни задоволства. Зоран, јас ви благодарам што и ова утро бевте заедно со нас, односно што цела сезона бевте гостин во нашата емисија. Се надам дека од септември ќе продолжиме понатаму да им даваме совети како нашите гледачи животот да си го направат да биде поубав, да сме тука да помогнеме секако да размислуваат попозитивно и да работат на себе. Така е, Сања, благодарам на соработката. Има многу позитивни личности кои заслужуваат ние ова наше знаење да го пренесеме и со една позитивна вибрација малку да влијаеме на нивното расположение. И да го искористиме секако летото да наполниме да се наполниме себе си со позитивна енергија и среќни моменти, па се гледаме од септември. Секако. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Ви посакувам убав и среќен ден и останете со програмата на телевизија 24 вести, а ние се гледаме веќе утре во 9:15.